197 198 199 пријави корупција. Ова се телефонските броеви. На промоцијата на кол центрите со кои требаше да се означи стартот на кампањата, премиерот Груевски уште во 2007 ги повика граѓаните на општа мобилизација во борбата против корупцијата. Многу е тешко за било која власт силно да удри против корупцијата доколку нема соработка од двете страни. Корупцијата не се дели на мала и голема, на значителна и незначителна. Секоја коруптивна сделка заслужува најостра осуда и е казнива со закон. Не смееме да дозволиме корумпираните луѓе во Македонија да бидат синоним за снаодливост, добар бизнис или успешност и со нивните сделки да ги минираат нашите идеи за подобар живот и развој на економијата и на државата. Луѓето во Македонија заслужуваат повеќе. Но во реалноста, работите стојат поинаку. Нема јавно објавени резултати од кол центрите. Не се знае кој што пријавил и како тие случаи завршиле. Но затоа, позната е судбината на малобројните, кои решиле да застанат на страната на законите и да пријават корупција. Позната, но ни малку пријатна приказна. Во 2004 година пријавува корупција во Телеком. Најпрво пред управниот одбор, а потоа и пред членовите на антикорупцијската комисија. Во меѓувреме е суспендиран и отпуштен. Во комисијата прва на разговор го прима тогашниот член Слаѓана Тасева. Со господјата Слаѓана скоро цел сат се разјаснувавме, ги појаснував овие однесените документи и излего коректни, се заангажира за случајов и дадо свое дури мислење за мојот удел во отварање на овој случај. За јас задоволен сум од тој состав на антикорупцијската комисија. Понатака следниве антикорупцијски комисии нема тоа ниво. Во тоа време антикорупцијската комисија презема действија, се допишувавме со раководството на Македонски телекомуникации, за да им кажеме дека никој не треба да трпи последици, дека тој се јавил во случај на пријавувач и дека тоа го направил со најдобра намера, дека тоа го направил јавно, затоа што тоа не беше никаква скриена постапка, него јавно било сето тоа кажано. Значи, сите елементи кои што би требало да му обезбедат заштита на еден таков пријавувач на случај, но за жал сето тоа помина така да не добивме позитивен одговор. Тогаш започнува голготата на Симо Груевски по македонските судови. Тера битка за правда, да докаже дека е незаконски избркан. Од антикорупцијската добива мислење дека законот го штити како дојавувач на корупција, но бадијала ја добива битката на првостепените судови, но не и на апелација и на Врховниот суд. Мислењето на антикорупцијската комисија за моите постапки е сосема позитивно за мене, но за жал институциите, посебно судовите, не го земат во обзир, не го третираат и ништо не му значеше на нив. Во повеќе постапки судиите не го признаваат тоа мислење. Јако антикорупцијската комисија е орган, државен орган кој што е надлежен да оценува таа работа. А ни судските ходници и до ден денес, бидејќи Телеком го тужи за клевета. А што всушност откри Груевски? Од тие наводи произлезе голем случај, меѓународен скандал, затоа што станува збор за меѓународна корпорација, во тој случај се вклучени повеќе држави, постапката се водеше во Соединетите Американски држави, лицата кои што се сторители се и од Грција, и од Германија, и од Маđарска. Сето тоа е направено на штета на Република Македонија, односно на штета на граѓаните на Република Македонија, кои што, како резултат на тие сделки тогаш, има уште 2 години монопол во мобилната телефонија и плаќа нормално високи сметки и така натаму. Значи, сето тоа беше на голема штета на државата и на голема штета на граѓаните на Република Македонија. Но за жал додека ние го анализиравме овде и на наши пресконференции тој случај, што всушност се случило, кои биле вклучените фирми, како се случувале тие трансфери, колку пари се во прашање, во исто време господинот Груевски ја изгуби битката и во нашиот Врховен суд, барајќи го своето право
за одработен однос. Мислам дека апсолутно несоодветно и не постапување на нашите институции, сега дури би рекла од сите нивоа и од страна на сите институции имаме несоодветно постапување од страна на Народниот правобранител како независна институција, имаме несоодветно постапување од страна на надлежните судови и одлуката на Врховен суд навистина нема да им служи на чест на судиите во Врховниот суд. Меѓународниот скандал доби своја разврска, но оние кои учествувале во коруптивните активности се слободни луѓе и се гонат во други држави, а добронамерниците како Груевски се уште живеат со последиците од нивната принципиелност. Се уште не можам да ги стабилизирам работите, не можам да се договорам ево со сегашно раководство од Телеком, не можам да излезам на крај. Нема разбирање, уште трпам последици, тужби, оштети. Нормално и кај човек ќе се сложи со тоа да влези во тој оган. Тоа е по мене ипак направив јас. Тоа е можда храбра, али грешка е приватно гледано, грешка е. Можев да пројдам многу добро. Мене ми нуда тие Атила и компанија многу добри услови, само да не ги чепкам, да не ги откривам, ама карактерот беше друг и последиците се тие. Како дел од новото раководство на Факултетот за безбедност во функција на продекан Фросина Ременски открива дека 3 нови модерни лаборатории кои факултетот ги добива на повикот на владата за опремување на лаборатории на образовните и научни установи, наместо кај нив, завршиле во Министерството за внатрешни работи, во постапки кои според неа новото раководство ги нашло за незаконски. Случајот го пријавуваат кај ректорот кој ветува разврска. Наместо тоа, следува суспендирање на целото ново раководство. Сега битката се тера пред органите на правдата, отворен е и предмет во обвинителството. Деканот на факултетот на 15.3 беше суспендиран од ректорот со образложение дека не постапил по е утврдена незаконитост во работењето, дека факултетот немал согласно за изведување на високообразовна дејност на двајца професори од судска медицина кои што ја покриваат наставната и предметна програма од судска медицина, иако ние тоа го имавме. Добивме решение според кој што требаше да постапиме во рок од 8 дена. Факултетот постапи во рок од 2 дена од добивање на решението, но во тој период од 8 дена ректорот очигледно избрза во постапката и донесе одлука за суспендирање на деканот, со тоа и на продеканите. Во таа постапка на жалба по одлуката од 30 дена, која што траеше до 8.4, до наредната седница на Сенатот на Универзитетот, не успеавме реално ништо да направиме и да ги соочиме членовите на Сенатот со неоснованоста на одлуката на ректорот. Просветниот инспекторат не го направи навреме контролниот инспекцијски надзор во кој што требаше да констатира дека реално ние сме постапиле по сите точки од решенијата. Да биде иронијата поголема, контролниот инспекцијски надзор се направи на 9.4, односно ден по донесување на решение за разрешување на деканот од страна на Сенатот. Ние записникот го добивме во кој што се констатира дека отстранети се сите укажувања од решението од просветната инспекција, но тоа записникот од контролниот инспекцијски го имавме постфестум, односно во периодот кога тој не можеше да ја има таа правна сила. За жал, наместо да се случи тоа, да се преземат действија, да се обезбеди законитоста во работењето на институцијата, да се заштити имотот на универзитетот, затоа што во рамки на таа автономија ректоратот е тој што како највисок орган треба да носи одлуки за оттуѓување на било каков имот од било која членка на универзитетот. И ништо од тоа не е направено, наспроти тоа се враќа повратно реакцијата
кон оние кои што укажале на постоењето на незаконитото однесување и беше поведена постапка за суспендирање, која што требаше да доведе, што на крајот и се случи, до разрешување на тој раководен тим на Факултетот за безбедност, кој што беше избран само пред неколку месеци. И Груевски и Ременски сметаа дека постапиле совесно и честно, иако обавувањето на нивната граѓанска должност им се вратило како бумеранг. А луѓето како нив се ретки. Уранија Пировска од Консишкиот комитет вели дека речици не се сеќава на такви случаи во времето кога работи во канцеларијата на Народниот правобранител, а ги нема ниту во Хелсиншкиот комитет, зашто луѓето се плашат, вели таа. Малку бројни се тие случаи и мислам дека причината лежи во фактот дека луѓето не мислат дека ќе ја добијат соодветната заштита од институциите, ниту пак дека ќе ја достигнат правдата пред судовите. Саша Димовски, новинарот кој долги години следи судство, вели дека судот е оној кој на ваквите случаи треба да им ја гарантира правдата, но доверба, вели тој, нема. Сите тие кои ќе се охрабрат се соочуваат со приватни постапки што ќе им ги покренат собствениците или менаџерите на фирмите за кои зборуваат. Државата не му гледа затоа што не е заинтересирана. Па погледнете го аферата со Телеком до каде стигна, значи какви се одлуки што не има во Соединетите Американски држави, кај нас се затвори овде дека нема елементи на подкуп. Како господинот кој зборуваше за Телеком ќе докаже сега кога не успеа целиот државен апарат, вклучително и јавниот обвинител, да го процесуира случајот. И од тука немоќта на државата се рефлектира врз поединците и кој би си ставил глава во торба да каже нешто за кој потоа тој ќе биде осуден, а никој нема да застане зад него. Ние мораме да правиме секогаш детални анализи на вакви случаи и да укажуваме за правото и за правдата и да укажуваме за јавниот интерес и да укажуваме за тоа колку ваквите случаи се важни за да се заштити и владењето на правото, но и јавниот интерес на граѓаните на Република Македонија, затоа што и во двава случаи гледаме дека имаме многу големи средства кои што се одлеваат од буџетите на штета на граѓаните во корист на некои поединци или во корист на групи луѓе заради исто така остварување на нечии интереси. Сето тоа е врзано и со корупција и со трговија со влијание. Симо Груевски е разочаран и измачен. Вели дека знае дека постапил правилно, но дека тоа не би го сторил повторно. Кој ќе се упушта во вакви укажувања, треба да рачуна на последици. И јас со овој памет сега не би се упуштил во тоа. Ама па се каам, како не се каам, последиците ми се големи. Фросина Ременски пак е оптимист. Прифаќањето на пријавата во обвинителството и дава надеж дека правдата ќе биде остварена, вели таа. Ако не верувате во институциите и во нивната професионалност, секогаш постои опасност да одите спротивно на нивната работа. Ние им помагаме, бидејќи сме соработници сум соработник на правдата, секогаш кога е побарано од мене, сум помагала и ќе помагам. И верувам дека можеби не толку бргу, меѓутоа ќе дојде денот кога целата ова постапка ќе излезе на виделина и сите кои што се огрешиле од законот ќе го добијат заслуженото. Јас не сметам дека нефункционирањето на институциите на системот би требало да значат обесхрабрување на граѓаните. Напротив, јас сметам дека граѓаните треба да продолжат со она што значи борба за нивните права, да ги бараат своите права. Сепак, институциите постојат за граѓаните, а не обратно. Јас би рекла дека единственото нешто што може да се понуди како охрабрување зошто некој ова би го правил е фактот на прво личните принципи и личниот интегритет. Поготово треба да се внимава таму каде што за тоа постои законска обврска. Многу често луѓето не знаат дека и во рамки на нивното службено работење има законска обврска да пријават незаконито однесување. За сега единствените охрабрувачки пораки доаѓаат од малобројните поединци и од представниците на невладиниот сектор, а останува на премиерот и на институциите да обезбедат атмосфера на владење на правото, за на овие борци да им се придружат масовно и други граѓани во повикот за мобилизација против корупцијата.